Make way for the new generation. That's one thing, and we need, how should I say it, more normal kind of referee style. Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во мини ракометниот маратон на програмата на Алфа. Ден за историја на македонскиот ракомет, бидејќи двата наши представници денеска ќе се обидат да постигнат голем успех, да се најдат меѓу 8 најдобри клубови на стариот континент. Прв денеска настапува Металург, кој во Данска против Колдинг ја брани предноста од 6 гола разлика што ја имаше пред заминувањето за Копенхаген, со оглед на фактот дека во арената Борис Трајковски нашиот вице-prvак забележа победа 23-17. Ова е Каспер Хвит, еден од најдобрите голмани на светот, веќе навлезен длабоко во четвртата деценија од животот. Немаше свој ден во Скопје пред 7 дена, затоа што успеа само 4 топки да одбрани, а сега се враќаме назад во Трефор арената, каде што почнува представувањето на домашните ракометари, играчите на Колдинг. Срдечен поздрав на стартот од целосно ракометното попладне на Алфа. Чудо едно, колку некои екипи, нивните играчи, целата организација можат да се сконцентрираат и во најважните надпревари да одиграат најдобро. Велиме како во транс. Иако секогаш сме размислувале за тоа дека тоа е привилегија на некои постудени народи од типот на германци, шпанци, скандинавци, сега тврдиме дека и ние имаме тим кој може да блесне кога е најпотребно. Да, за Металург е поврзан тој став, своевидниот епитет, само што од такви средби никогаш доста. Една таква е одиграна во Скопје пред 7 дена, но и сега е неопходен еден квалитативен скок на тој ракометен кардиограм, сличен на дуелите што Металург веќе ги одигра сезонава против Пари Сен-Жермен, против Барселона, па и против Колдинг, кога ги создаде тие 6 голови разлика. Во однос на оној меч од пред една недела што се играше во Скопје, ново име во составот е човекот што гледате во кадарот. Тоа е Јоаким Болцен, беше повреден извесен период, има проблеми со рамото, не беше во составот на Колдинг на првиот надпревар, а ова пак е Алберт Рокас, најефикасниот ракометар на Колдинг во досегашниот тек од сезоната во Лигата на шампионите. Тука се и оние стандардни, го видовме Каспер Хвит, Карлсон, Боерсен, Торстен Лен, Ларс Јоргенсен, Андерсон, Шнухел, Хунструп, Вествал, Тилгарт, Кристијан Ларсен, Виуде и Симон Јенсен. Арената очигледно дека не е исполнета до последното место, но има уште до почетокот на надпреварот и сигурно дека ќе бидат сите гледачи внатре во арената, а забележувате и по некое македонско знаме, што значи дека Металург сигурно нема да остане без поддршка и на ова гостување. Една промена во составот на Лино Червар во однос на првиот дуел на оние воведни 60 минути, од кои Металург има 23-17, значи Мандич на местото на Пецаковски, сите останати се тука, Кеджо Јоновски, Велко Марковски, Циндрич Миркуловски, Атман, Вугринец, Златко Мојсовски, Георгиевски, Ојлевски, Манасков, пикерите Никола Марковски, Иванчо Димовски, голманите Станич и Мијатовиќ. Оние 17 примени гола од минатиот викенд во Скопје против Колдинг не се најмалку за Металург, затоа што екипата од Автокоманда, еве ги навивачите кои потрошија ден и пол во патување да пристигнат од Скопје во Данска и да го поддржат Металург. Се уште сме кај таа информација за 17 примени голови, тоа не е најмалку во сезоната, велам, затоа што Металург отвори со една стравична победа против Пик Сегет на Богородица лани на 28 август, кога триумфираше во Скопје со 26-16, што ги отвори портите потоа од групната фаза, па и од ова осмина финале со најава за четвртфинале. Во пресрета на заминувањето за Данска, стратегот на Металург Лино Червар потенцираше дека неговите ракометари на овој надпревар
ни на крај памет не смеат да помислат да ги бранат тие 6 гола разлика, дека треба да се нападне, да се оди на победа и во овој надпревар, бидејќи ако се тргне во одбрана на резултатот, тоа може да биде фатално за нашиот состав. Предноста солидна, а и ракометарите најавуваат дека не им е ни на крај памет денеска да размислуваат за чување на разлика, туку едноставно да се оди на триумф. На испит повторно треба да биде Бедемот пред Станич или Мијатовиќ, иако првиот во основа бранеше цел надпревар во Скопје, веројатно и денеска ќе има предност. Тој дефанзивен ред треба да го реши овој дуел, реванш од осмина финалето во Лигата на шампионите. Ги забележувате чешките суди, Хорасек и Новотни. За Металург ова е 7 гостување во сезоната, 2 триумфа, 3 пораза и 1 реми. Ова е голманскиот дуел. Два чувари на мрежата кои што се наоѓаат во самиот европски, а тоа е и светски врв. Ренато Вугринец буквално го торпедираше Колдинг во Скопје со неговите 13 погодоци. Бос Пелерберг, еден од најдобрите во составот на Колдинг, го одигра можеби најлошиот надпревар во кариерата, успеа да постигне само еден погодок од 8 обиди. И уште еднаш само ќе напоменам, ќе потсетам на една изјава на Червар кој што рече дека не смета дека може Колдинг уште еднаш да одигра така лошо како што играше во Скопје и за да се задржат тие плюс 6, таа огромна предност, огромен капитал во голови. Потребно е Металург да повтори играта од Скопје пред се во одбраната и нормално, мирно, трпеливо да се градат сите акции во нападот, да се сведе бројот на грешки на минимум, а ги имаше, бога ми, доста во првиот надпревар, вкупно 10, една помалку има данците во арената Борис Трајковски, така да во секој случај денеска треба да се очекува една жестока битка. Данците немаат што да загубат и мора да тргнат уште од самиот старт во офанзива, а првиот напад во вечерашниот, во денешниот дуел го имаат нашите ракометари. Толку одбраната и да решава, толку нападот мора да постигне повеќе од 17 голови, затоа што основната предпоставка е дека во случај нашиот вице-првак да постигне повеќе од 17 погодоци, доаѓа во позиција да брани или, како сакате, Колдинг да мора да напаѓа плюс 7. Еве го нашиот состав: Вугринец, Миркуловски и Атман на бековските позиции, Георгиевски на десно крило, Манасков стартува на лево, Ванчо Димовски е на пикерската позиција, сега тој прави блок, не за Атман, туку за Вугринец. Прекршок и врз Ванчо Димовски и врз Вугринец. Оној вториот го направи Јоргенсен, првиот е дело на Торстен Лен, најефикасниот од првиот меч во данскиот состав во скопското гостување. Тука и Болцен, колку што можеме да забележиме. Ласе Андерсон оди на Павел Атман, се извлекува. Миркуловски бие, прва интервенција на Каспер Хвид, на шутот на Филип Миркуловски и оди контра на данците. Торстен Лен забива 1-0 за Колдинг. Тешко одеше првиот напад на Металург. Брза транзиција, издржа овој дуел Торстен Лен со Готе Георгиевски. Немокен беше Дарко Станич и Торстен Лен го постигнува својот прв погодок во дуелот против Металург. Нема потреба од брзање. Вугринец, Миркуловски, Павел Атман, тоа е ударната тројка на Металург во отсуство на Наумче Мојсовски. Жестока битка тамо на линијата од 6 метри, води Ванчо Димовски, шутира, Павел Атман брани Каспер Хвид. Уште една интервенција, меѓутоа овој пат таа нема да се брои од едноставна причина што имаше прекршок врз бекот на Металург. Имаме доволно време. Овој прекршок, активен е нашиот состав во овој напад. Вугринец шутира и продолжува тоа гол шоу на Ренато Вугринец во дуелите против Колдинг. Гол број 1 за него, изравнување на 1-1. 14 против данскиот состав со 13 реализации во првиот дуел, 76 во сезоната за првиот стрелец во Лигата на шампионите и новопечениот македонски репрезентативец Ренато Вугринец. Ова е швеѓанецот Карлсон, на десната страна тргнува Андерсон, Спелерберг бие Карлсон
На него предупредувавме во оној дуел во Скопје од минатата недела дека има вистински топ во рацете и ова е потврда на тој епитет. Прва реализација за него во овој дуел, трета против Металург со 2 гола во Скопје. И пак тука забележувате дека Бо Спелерберг се подисплаши од нов дуел со Аце Јоновски. Успеа да најде решение на позицијата централен бек беше Ласе Андерсон. Само 2 погодоци постигна во првиот меч. Високиот бек на Колдинг, сега Вугринец и повторно Ренато Вугринец, гол број 2, одлично отворање на Вугринец, тргнува во брза транзиција Колдинг, меѓутоа ќе мора да се гради позициона акција. Спелерберг не стигнува, сепак таа топка некако се дотркала тамо до Ларс Јоргенсен. Еве го повторно Јоргенсен и преку рацете на Дарко Станич оди оваа топка. Прв погодок за Ларс Јоргенсен. Готово 100% е реализацијата на двата тима со една одбрана само на Каспер Хвит. Од вкупно 6 напади, 5 се реализирани на двете страни. Колку е само различен овој дуел од оној во Борис Трајковски. Овде 5 погодока за 3,5 минути. Во скопските 60 минути имаше вкупно 40 за цел надпревар. Нема збор многу поефикасно, но тоа може да се менува во продолжението. 5-та минута, 3-2 за Колдинг, Металург пропушти една акција, но сега напаѓа повторно Миркуловски. Ќе мора да се растовари Ренато Вугринец, тоа е дефинитивно, затоа што се повеќе ќе биде фокусиран и Каспер Хвид, па и одбраната на Арон Кристијансон, на Колдинг, на нашиот десен бек. Лино Червар предупредуваше во пресед на овој дуел дека ништо не е завршено. Призна дека дел од играчите полетале и дека помислиле дека е се завршено, но овде има уште 55 минути, цел дуел практично и допрва многу работи ќе бидат на испит. Филип Миркуловски низ средината тргна, уште еден прекршок врз него. Овие први 3 напади на Колдинг на почетокот од мечот делуваат далеку поорганизирано отколку оние во Скопје, кога имаше по некој експеримент на Арон Кристијансон. Практично кризата на Колдинг беше во организацијата на играта, има доста загубени топки во тој период. Металург тоа го искористи и во еден момент отиде нели на плюс 4 и практично тука ја изгради таа предност која во продолжението од средбата само се надградуваше. Атман и Миркуловски вкрстуваат прави простор, Ванчо Димовски, Миркуловски мора да оди неизградена позиција и затоа промашува. И ова се сега предуслови Колдинг да поведе за прв пат во овој дуел со 2 разлика. Голем хендикеп за данците е тоа што немаат класичен десен бек. Јоргенсен да го направен прекршок, не важи интервенцијата на Дарко Станич. Ова е Ларс Јоргенсен кој игра на тоа место на веќе споменато на десната бековска позиција, но само под принуда. Иако и Ласе Андерсон на стартот од овој дуел се наоѓа на тоа место и сега првиот седмерец во мечот го има Алберт Рокас, најефикасниот во домашниот тим. Одлична реакција на Дарко Станич, еве го првиот одбранет пенал на голманот на Металург во вистински момент. Спречен е обидот на Алберт Рокас, прочитан ударот на шпанскиот репрезентативец. Нормално не можеше ниту Дарко Станич вечно само да ја вади топката од својата мрежа, туку и да го спречи некој од ударите на противничките ракометари. Ете го тој притисок од клупата на Колдинг, после 3 додавања на пола клупа кренати се рацете и притискаат кон судиите да се сугерира пасивен напад. Вугринец и уште еднаш, а оваа топка сепак оди во голот. Трет погодок на Ренато Вугринец, Колдинг Вугринец во моментов е 3-3, сега добра финта на Спелерберг и немавме среќа. Тргне поагресивно Бо Спелерберг во овој надпревар воопшто и во овој напад пред се и оттурнат. Овде имаше секако и прекршок за 9, можеби за 7 метри,
особено што Атман бранеше од забранетиот од глобанскиот простор, но мина таа топка под раката на Дарко Станич. Не е ова кој знае какво недоразбирање меѓу Вугринец и Лино Червар, се е тоа дел од играта, дел од театарот, договор. Имаме еден проблем во финишот на првиот надпревар, кога лошо менувавме Гоце Георгиевски, Ренато Вугринец, па заработивме суспензија во тој дуел. Постои ли закана сега одново од такво нешто? Делегат на овој надпревар е Дагфин Вилангер од Норвешка, делегатот задолжен за судиите Виктор Ладенко од Русија. Не продолжуваме комплетни 4-3 за Колдинг. Вугринец тргна 1-1, но тоа беше само чисто колку да се растревожи малку одбраната на противникот. Повторно мирно шират раце данците, но сето тоа е легитимно и легално. Сега Миркуловски, ова е за 2 минути. Ова е Торстен Лен. Сигурно, да. И првиот полуостар старт во. Тргна на врат, нема тука што да се објаснува. Се види уште на почетокот тој прекршок на Торстен Лен затоа што доцнеше во затворањето, фокусиран на Ванчо Димовски и Торстен Лен мора да оди надвор во следните 2 минути и ова е добра шанса за ракометарите на Металург. Полека ги гризе нервоза данците затоа што посакуваат и уште од самиот почеток да обезбедат некаква предност која што во продолжението од средбата би се зголемувала. Етапно тие 6 погодоци да се грицкаат, да се намалуваат, но добро почнува Металург. 3 гола на Ренато Вугринец треба да профункционираат нормално и останатите играчи. Станич успеа да одбрани еден пенал, сигурно ќе стигнат и неговите одбрани, така да во моментов можеме да видиме задоволни од тоа како се одвиваат работите во Трефор арената. Не би имале ништо против и Вугринец да продолжи во серијата. Ова е многу остар старт од Јоаким Болцен, од пранешниот играч на неколку Бундес тимови на Барселона. Ова е веќе намера да се покаже, но ние одиме во меѓувреме со нова реализација. Беше ли ова повторно Ренато Вугринец? Да, 4 погодока, 8 минути. Ренато Вугринец е перфектен во овие средби со Колдинг и ова се веќе, верували или не, 17 голови за 68 минути. 4-4. Старт на Вугринец и на овој надпревар од најубавите, ништо немаме ништо против што македонскиот репрезентативец веќе станува ноќна мора за еден од најдобрите голмани на светот, Каспер Хвит. Ова е прекршок врз Лукас Карлсон. Спелерберг не стигнува ова додавање до линијата од 6 метри. Атман против Спелерберг, кому оваа топка ќе се даде? За Металург. Топка за Металург, ова ќе го сметаме и како прва грешка на домашниот тим. Успеа Металург да се одбрани, противникот игра со ракометар повеќе, стигна Павел Атман прв до оваа топка, па и умешен во оваа ситуација беше Велко Марковски и нема тука што да се лутат домакините. Коречек и Новотни му дава топката на Металург и Ренато Вугринец постигнува уште еден гол, 5 за него во овој меч. Прв пат Металург денеска против Колдинг има предност. Сите 5 гола дело на новопечениот македонски репрезентативец Ренато Вугринец. Ова е порака за сите следни противници на Металург. Се надеваме дека ќе ги има во продолжение до оваа сезона од Лигата на шампионите. Порака и за грците во пресрет на оној бараш дуел што не очекува во јуни за пласма на светското првенство во Катар во почетниот дел од следната 2015 година. Ова е порака и за сите противници таму на мундијалот. Се надеваме дека ќе стасаме. Ова е добра топка од Ласе Андерсон врз Торстен Лен. Направи прекршок Велко Марковски, само да видиме како е оценет. Ацо Јоновски го држи прво Торстен Лен и потоа од голманскиот простор брани Велко Марковски, а тоа предпоставува дека ќе има 7 метри Дарко Станич. 2 интервенции, не повеќе, но двата се пенала
И сега стивнува Трефор арената, се слушаат само навивачите кои допатувале од автокоманда. Еуфорија на нашата клупа, делириум на тоа мало парче од арената во Колдинг. И сега фластер тамо за Ренато Вугринец, тоа е со број 10 Борис Шнухел. Мислам дека со какво темпо тргна Вугринец, 5 гола сите за Металург, дека Иво Совлекувална ќе оди по него да го чува. Тука мора да има прекршок. Тука мора да има прекршок, неверојатно. Одземена му е топката на Металург, се тргнува во контра. Болцен и успева да го совлада Јоаким Болцен. Дарко Станич во изравнувањето 5-5, но мислам дека во онаа ситуација тамо кога беше нападнат Павел Латман имаше прекршок. Ево го тој гол на Болцен. Се уште Станич нема одбрането шут од игра, меѓутоа има два одбранети седмерци и тоа во моментов е нешто што носи баланс во овој надпревар. Болцен е специјалист за одбрана, затоа за него само втор погодок во сезоната. И сега прекрасна топка од Миркуловски за Ванчо Димовски. Металург повторно води. Ова 12-та минута, само да го проследиме овој напад, се забрза Бос Пелерберг одново, ја менува страната, Рокас, Андерсон има прекршок од Ацо Јоновски за 2 минути. Ета, велам на овој резултат на 6-5, сега веќе можеме комотно да размислуваме, ако нема некаков огромен драстичен пад во играта на Металург, дека нашиот тим има 7 разлика, односно дека Колдинг ќе мине во четвртфиналето само со победа од 7 разлики. Сега да се вратиме малку на овој старт, односно на лизгањето на Ласе Андерсон. Овдека повеќе Ласе Андерсон падна отколку што тргна Ацо Јоновски на лицето на противникот. Престрога е оваа одлука дефинитивно на Ватлав Порачек и Јиржи Новотни. Ке игра во напад Металург со играч со маркер, видов тамо се подготвува Лука Циндрич, ете го со овој жолт дрес. Металург за прв пат во овој дуел се брани со играч помалку Спелерберг и еве го Дарко Станич. Еве првата интервенција на Станич, шут од игра, нараскок на спротивната страна, контра, погодок, ја фрли оваа топка Дарко Станич. Дејан Манасков, прв погодок за него, оди Металург на плюс 2 разлика и сега практично, одлично се снаоѓа тука Дејан Манасков. Предноста на Колдинг, односно на Металург е 8, сега паѓа на 7 разлика по овој гол на Алберт Рокас. Имаме тројца реализатори во овој надпревар до сега. Еден изразит стрелец, првиот Ренато Вугринец 5 гола. Интересно е што данците се доста разновидни. 6 ракометари до сега погодија по еднаш. 6-7, Металург дошол во Данска, очигледно не да размислува да ги брани оние 6 позитива од Скопје, колку што овде ќе се играе гал надпревар, или ние барем се надеваме на такво нешто, и можеби и за триумф. Павел Атман, задржан од Болцен. Се враќаме назад во организацијата на оваа акција. Ренато Вугринец, многу ракометари противнички врз него, има прекршок врз Ванчо Димовски. И сега видите велат дека нашиот пикер го повлекол Јоаким Болцен, а судиите каде, прашање како ја досудија ова одлука. Еве може би добар момент да видиме. Да, има еден лак, леле какво влечење од Јоаким Болцен. Кечерски зафат е ова на Болцен. Вакви работи не се дозволени ни во оние поекстремни боречки спортови. И ако ништо друго, компензација на судиите, но ние не се задоволуваме од компензирање, затоа што овде не е спорно. Сега е борба за позиции. Гледате сега, ако овде Ванчо Димовски прави фаул во напад, што е тогаш стартот на Јоаким Болцен. И сега има тука некој објаснување, може би извинување од пикот, кај ви дававме топка, па се уште контра да го видите, да не е малку премногу. Во секој случај, овдека елементи за фаул во напад немаше. Топка за Колдинг чинам дека ќе има реакција. Дефинитивно. На данците. Главното е зашто не е дозволен контра напад. Дозволија брза акција на домашниот тим. Ванчо Димовски во меѓувреме дофрлена за техничката маса, кога веќе ги нема чешките суди, ним да им се обрати.
револтирани, резигнирани се нашите ракометари. Веројатно и сите ние што го следиме овој натпревар, што искрено се надеваме на наш учесник во четвртфиналето од Лигата на шампионите. Топка за Шнухел, не го искористи просторот, а имаше. Еве го Шнухел сега во пречката, не посака. Идеално за нас, ја задржуваме предноста, наскоро ќе видиме комплетни, само да не заборавиме. Ние се надеваме дека Металург ќе мине во четвртфиналето. Имаме надеж и тоа сериозна дека и Вардар, дека и нашиот првак во Хамбург од 18:45 ќе одигра добар надпревар, ќе се надмине себе си на сите проблеми што ги има сега веќе и персонални и дека ќе направи сензација против европскиот првак Хамбург. Следете го тоа секако низ пренос на Алфа. Она претходна ситуација, како дојде таа топка, така и си ја загубија данците, значи нас посака. Веруваме јасно дека и од 18:45 повторно ќе гледаме еден врвен меч Хамбург-Вардар и дека на крајот сите ќе се радуваме. Ванчо Димовски феноменално. Феноменален е Ванчо Димовски, уште еднаш користи една прекрасна асистенција. Оди Металург повторно на плюс 2 и пак е тамо во преградка на двајцата најсилни ракометари во составот на Колдинг. Сега топка за Торстен Лен, менува со пикерите, комбинира таму Арон Кристијансон. Се бараат 2 минути и пак не знам зошто. Фаул имаше, тука нема збор. На повреда се жали Филип Менкуловски, а реков комбинира со пикерите, понекогаш дури игра и со двајца, и со Торстен Лен, и со французинот Сирил Виуде. Јасно е, тука нема исклучување од 2 минути, полека стигнуваме до половина од првиот дел, сега нешто се измеша лончињата околу кадарот, немаме беше јасна слика за тоа што се случува на теренот. Ова е салата за пресконференции, верувам дека имаме можност да го следиме пресот по надпреварот, затоа што овој меч е прогласен во ЕХФ за надпревар на неделата. Половина од првото полувреме Металург води со 8-6 и 5 гола на Ренато Добринец. Андерсон, тој не може да бие од таа позиција. Рохас, грешно додавање претходно свирено нешто од судиите, иако оваа топка толку евидентно Шпанецот ја први во аут. Добро одиме натаму, Карлсон, Спелерберг се крева, повторно лажно движење, финта, шут, но тоа не минува крај Велко Марковски и Ато Јоновски заради искуството, заради бескомпромисноста и повторно сега нашите бараат и Чекори веројатно има и право. Еве чиста ситуација за Шнухел, бранили, не успеа. Не успеа Дарко Станич, имаше оваа топка на поблискиот агол, до поблиската статива биеше Шнухел, се тоа добро го изработи. Карлсон треба да признаеме, има овде добро отворање од Дарко Станич, но штета што не е задржан многу искусниот 40-годишниот Борис Шнухел, кој против Металург ги постигна првите погодоци во сезоната, во Скопје дури 3. Еве го сега повторно во листата на стрелците, со тоа што нов прекин. Ова е фаул во напад. Ова е фаул во напад затоа што прво јасно се врци со грб данскиот ракометар Лукас Карлсон, удира во Филип Менкуловски и проблем за Гоце Георгиевски. Многу прекини во овој дуел досега. Ако се повреди Гоце Георгиевски, ние имаме сериозен стравичен проблем, затоа што Златко Мојсовски игра многу малку во сезоната. Ние сме подобро покриени на лево крило, таму се менуваат Манастов и Ојлевски, но за Георгиевски немаме да повреди. Еве го фаулот во напад. И гледате како страда Гоце Георгиевски. Ако Гоце Георгиевски не може да продолжи, велам, тоа ќе биде страшен хендикеп за нас. Еве го Златко Мојсовски. Во сезоната Златко Мојсовски игра, велам, многу малку. Практично нема ниту еден погодок. Тоа е навистина проблем за нас, но да се надеваме дека Георгиевски се врати во овој дел. Останува предноста на Металург 8-7. Продолжуваме 16-та минута. Ова е добра нова, одлична партија на составот на Лино Черва.
Сега успеа Каспер Хвит да го спречи. Хвит, сепак Хвит да остана Хвит. Рокас додавање за Спелерберг, тој се крева на шут и ова е фаул во напад. Благодариме за Хорачек и Новотни. Не дека нешто ни подарија, току-што беа објективни во оваа ситуација, значи сега веќе полека размислуваме и за објективност. Еве го тој прекршок, не остана должен ниту Павел Атман при тоа паѓање. Ова не е нималку пријатно, доста болно во прв момент, не треба да изгледа многу страшно. Се буни Арон Кристијансон за ова лежење, меѓутоа што да правиме сега, тоа е тоа, а да ме подсетам само во Скопје дека колку на какви се не начини данците се обидуваат да го скршат ритамот на Металург, буквално на секои 2 до 3 минути бараа да се забрише подот во Скопје, бараа прекини. Сето тоа е нормално, легитимно е, борба е, пласман во осмина, односно во четврт финале, тоа е огромен влог. Сега, кој е пост-наодлив, а во крајна линија, кој е подобар, треба да оди понатаму. Жесток дуел, нема збор, во 3 или 4 наврати веќе нашите ракометари се жалат на повреди, но далеку од тоа дека станува збор за некаква актерска игра. Стануваше збор за најконкретни прекршоци. Пред малку Арон Кристијансон го скорна резервниот голман Вестфал, имаше тој свое парче, бранеше во Скопје во еден период, но Хвит остана за да ја забележи пред малку втората интервенција. Сега прекршок врз Ренато Вугринец. Одиме ние натаму, со Ванчо Димовски натаму на кружен напаѓач Павел Атман од место. Нов остар прекршок врз него, но погодокот ќе важи. 9-7. Остана Атман да лежи на противничкото поле. Ние се браниме со 5 мина. Забележите реакцијата на нашата клупа. Долго им требаше на чешките суди, Хорачек и Новотни да го прекинат мечот, ама едноставно правилата се таки, мора да се запреиграт. Торстен Лен Пак ни малку нежен, и тоа по болната рама. Важно е дека погодак имат. Тоа е најбитно. Вториот момент е што ние стануваме поразновидни. Четврти стрелец во нашиот тим. И трето, веројатно, и клучно, што сепак судиите имаат чувство до тој степен, еве го, Васлав Корачек, да не им дозволат на данците да го завршуваат нападот во ситуација 6-5, а без казна. Да не испадне на крај овој надпревар кој преживее ќе раскажува. Така одат работите во моментов, но во напад оди тимот на Колдинг. Спелерберг, повторно тука да доаѓа кај него Лукас Карлсон низ средината. Се дотркала оваа топка до Спелерберг. Паѓа. Има само 9 метри, нормално. Ова беше обичен старт на Ато Јоновски, го испофалија данците, нашиот репрезентативец за играта во првиот меч и навистина беше фантастичен и сега реакција од клупата на Колдинг, делува повторно неинвентивно овој напад на данскиот состав и реагира Арон Кристијансон, го бара првиот тайм-аут во денешниот меч. На ваков резултат предпоставувам нас многу не ни интересира што ќе говори Арон Кристијансон. Можеме полека да се занимаваме и со четвртфиналето, предвидено за терминот 23-4, 5 евентуално, нели тоа се движечки термини, април и 1, 2, 3 мај. Ќе излезе во еден дел можеби и да се совпаднат настапите на некои од нашите представници во машкиот дел од Лигата на шампионите. Мио Червар. Иде исключења. Точно, и немој да ставите играча 1 на 1, мало подобро. Ајде, дечки! Ајде! 3-4, Металург! Велам може да се совпадне дури настапот втор четвртфинале на некој од нашите тимови Металург и Вардар. Ние се надеваме двата со Фајнал Форот во женскиот дел од Лигата на шампионите. Оној дуел во Будимпешта што го очекува составот на ЖРК Вардар. Карлсон се обидува, Станич е
поддржан од бедемот, но и самиот е крајно концентриран. Веќе негова четврта интервенција, тој одново добива директен дуел со Каспер Хвид во моментов 4-2 во одбрани, иако овде стои 4-1. Остануваат уште 12, односно 11,5 минути до крајот на првото полувреме. Се чини дека ова е вистинскиот момент да се откаже противникот и сега Вугринец чекаше фаул, судиите велат чекори, ги толерираме и натаму ти ајде 5% домашен терен, но никако Станиш сега да најде решение како да се одбрани од ударите на Борис Шнухел. Намалува холдинг на 9-8. Може би требаше тука Вугринец и покрај тоа што го слушна свирчето да шутира, сметајќи дека ќе му биде досуден фаул, но веќе нема тука што сметате, туку продолжете да играте затоа што никој не е начисто овде околу критериумот во одредени ситуации. 3 загубени топки има Металург, 2 Холдинг. Нашиот вице-првак има +1 на 10 минути и 40 секунди до крајот. Вугринец остана на оние 5 гола, сега Атман, его Филип Миркуловски, Ванчо Димовски, пенал. Повторно добро функционира тандемот Миркуловски-Ванчо Димовски. Добра партија на нашиот репрезентативен кружен напаѓач. Води Металург со 9-8, иако ги додаде на оние уште 6 гола од мечот во Скопје, сега имаме 7 погодоци. Како тргнала работава, едно е сигурно дека Металург ќе отиде над 17, не знам што треба да се случи за 40 минути нашиот тим да не постигне барем 8 погодоци. И сега Ренато Вугринец оди против Каспер Хвид, во Скопје беше успешен, Вугринец и повторно нема проблем во реализацијата. Гол број 6 за нашиот репрезентативец, оди Металург повторно на +2, води со 10-8. 5 од 5 во Скопје, Вугринец од 7 метри, до настанте ни натаму од таа позиција, тоа е веројатно моментот кој што ги охрабрува нашите, ги деморализира противниците. Нови 2 разлика за Металург, во овој случај 10-8. На 2/3 од првиот дел Карлсон. Ова е добро. Ние не затворивме, а Карлсон со проектил низ подземја, без скок, успева да протне топка под нозете на Дарко Станич. Карлсон е веќе 8-миот ракометар во составот на Холдинг што успева да реализира. Само еден крилото Борис Шнухел, еве го, погоди 2 пати. Не Лукас Карлсон е, простете, многу слични се по физиономија Карлсон и Шнухел. Шнухел е во мечот во моментот поставен десно во одбраната на составот на Холдинг. Фластерот Болцен не го користи тоа. Брз Вугринец не го користи тоа. Атман, иако си изгради чиста позиција, сега на спротивната страна Торстен Лен, мини серија на Холдинг 2-0 за изедначување. Ја почувствува таа празнина, таа дупка во одбраната на Холдинг Павел Атман, затоа што Болцен беше излезен како фластер на Ренато Вугринец. За наша несреќа, тој шут заврши во дирекот од голот на Каспер Хвид, кој натаму останува на 2 интервенции. Натаму не имаме висок процент на реализација. Сега Лука Циндрич влегува во игра. Мина некоја секунда на теренот со маркер, кога Металург играше со ракометар помалку. Атман се брани и сега повторно нималку нежен старт на Торстен Лен, па таму и наместен за вака лошо да атерира нашиот репрезентативец со ова туркање од страна, гледате, на Ласе Андерсон, што се не доживуваат и не преживуваат нашите ракометари во овие дуели со ракометарите на Холдинг. 8 минути и 20 секунди до крајот на првото полувреме. 10-10 мини серија на Холдинг од 2-0. Нашиот тим имаше +2 во еден момент. Од Лука Циндрич сигурно очекуваме добра партија, само не погодок во Скопје. Циндрич тргнува, не тече најдобро оваа наша акција, но затоа Ренато Вугринец, Ренато Велики
11-10, 23-та минута започнува на ваква партија на Ренато Вугринец. Едноставно Металург не може, не смее да испадне од надпреварите во Лигата на шампионите. И еве по подолго време, иако најавата постоеше од пред 7-8 минути, Вествал е во мечот. Каспер Хвид едноставно нема решение пред се за Ренато Вугринец. Вака беше и во Скопје, отприлика во овој период од мечот Алан Кристијанстон направи смена на голманската позиција и сега Алберт Рокас го изненади. Дарко Станич не се очекуваше еден ваков шут од блокот, место шпанетот стигнува до вториот погодок, малку под задрема таму и Дејан Манасков, и тој не очекуваше ваков тек на настаните. Ековме по број 2 за шпанскиот репрезентативец, многу изравнување, но нам вака ни одговара да одат работите, се игра гол за гол. Практично како одминува времето, полека би требало и Колдинг да го откажуваме од намерата да ги брка тие превисоки 6 разлика, но мора да се продолжи со концентрирана игра, добро во одбраната и ефикасно во нападот. Миркуловски, уште еден опасен старт врз Миркуловски, а човекот кој што ги извремети сите наши ракометари е овој со број 4, а тоа е Торстен Лен, и за ова се оди 2 минути надвор. Веројатно, Паневски, да бидеме попрецизни, на 11 во 23-4 минута од мечот. Повторно треба да потенцираме, Колдинг сега брка 7 разлика, затоа што објективно е Металург да постигне повеќе од 17 голови. Ренато Вугринец, еве интервенција на Вествал, прва за него. Патен е Ренато Вугринец во овој случај, а обидот за шут беше од неговата посилна страна, но поставен таму крајно на спротивната практично бековска, и сега Ласе Андерсон. Тој никако не се снаоѓа на позицијата десен бек, затоа што е лев и само лев бек, без оглед на тоа што е еден од најталентираните на тоа место во светот, не во Данска, не во Европа, во светот, но едноставно 20 годишниот Ласе Андерсон не може да се снајди, и тоа ни овозможува повторно на нерешено во 25-та минута ние да напаѓаме за водство. Бараше Станич побрза реакција од Златан Мојсовски да ја добие оваа топка за да се организира контра. Сега Миркуловски, гол нема, меѓутоа има пенал за нашиот состав. Уште еднаш оние карактеристични пробиви на Миркуловски, гледате, добро го измести таму Ласе Андерсон, доцнеше во блокадата Торстен Лен, затоа што пак беше опасен Ренато Вугринец, и сега повторно Вугринец, овој пат против голманот Сорен Вествал. Нешто слично пак ќе речем се случуваше и во Скопје. Вугринец за 8 погодок во овој дуел. Успева Ренато Вугринец. 7 од 7 од пенали против Колдинг. Ова е веќе 8 негов погодок, ама мислевме дека онаа партија од Скопје е најдобрата откако е тој овде, па ако сакате и во кариерата, со оглед на тоа дека никогаш предходно немал 75 голови во Лигата на европските ракометни шампиони, но сега Ренато Вугринец за 25 минути постигнува 8 гола во осмина финале од Лига на шампионите, и тоа во вака важен надпревар во Данска. Смена на пикерската позиција во тимот на Колдинг, Виуде, Спелерберг, додавање тамо, стигна таа топка некако до Ларс Јоргенсен. Ова е доброј 2 за него, изравнување 12-12 е. Како тргнале работите, Металург многу близко ќе дојде до таа граница од 17 погодоци уште во почетната фаза од второто полувреме, уште 2,5-3 минути до крајот. Не успеа Златан Мојсовски тука да го изблокира, сепак преснажен за него беше Ларс Јоргенсен, дури малку и го оттурна нашиот ракометар. Но добро е, игра Металург одлично, функционира брилијантно Ренато Вугринец, Филип Миркуловски, тешко му е на Ванчо Димовски, Атман низ средината и погодок. Се наоѓа секогаш тупка во одбраната на Колдинг, гол број 2 за Павел Атман, 13-12 води Металург. Партијата на Вугринец ги ослободува со играчите, прави простор во дефанзивната линија на Колдинг, тоа можат
и треба, па и го користат Атман и Миркуловски, првиот од два погодока, вториот со неколку асистенции со прекршоци врз него за 7 метри. 27 минута од дуелот во Колдинг. Металург има предност 13-12. Карлсон за ВУД, ништо од ова нема да важи, затоа што претходно беше свирен прекршок за 9 метри. Забрзува французинот, имаше добра партија во Скопје и воопшто пикерите на данскиот тим беа најдобар дел од тимот во тој надпревари. Сега има контрафал, не. Има или нема? Има сепак. Оди полу контра, оди транзиција, ќе мора да запре. Да, добро се забележа од реакцијата на судијата, иако во основа данците тргнаа да земаат топката и да го продолжуваат нападот, оној што се случуваше пред малку на домашниот тим, кога повторно наш ракометар е повреден. Ако збориме по критериумот и по оној старт врз Ванчо Димовски пред добри 15 на минути, и ова од Сирил ВУД беше прекршок во напад, но им ја доделија топката на данците. Еве таа ситуација уште еднаш. Тука дури имаше можеби елементи за престап, тука е, ајде да речеме, се чисто. И потоа следуваше судирот на Ларс Јоргенсен со Павел Атман, и ова е фаул во напад. А патеме и Дарко Станич и одбрани топката, и не ми е сега јасно што му е нејасно на Ларс Јоргенсен. Се е во ред. Испаднаа малку поголеми плачковци данците во овие два меча против Металург. Не знам што се очекуваше во целата оваа ситуација, но како и да е, добро игра Металург. Пак го повторувам оно што и го кажав и во претходните надпревари во Скопје и на дуелот Вардар Хабург и на Металург Колдинг. Треба да не остават да играме ракомет, па кој е подобар нека победи. Вугринец сега го ја измести конструкцијата на голот. Вугринец се тргнува во контра. Јоргенсен и тука Дејан Манасков прави прекршок за исклучување од 2 минути. Е погода за нас. Интересно тргнавме да се браниме во оваа ситуација. Излетаа таму повеќени на наши ракометари да сечат топка, нешто што не е препорачливо и нешто што тренерите најчесто не го сакаат. На крајот мораше да спасува Дејан Манасков на ваков начин со прекршок врз Торстен Рен. Забележите нервозата кај кружниот напаѓач на данците, а оваа репетиција најдобро ни презентира за каква фрустрација се работи кај составот на Арон Кристијансон. Нешто чудење, па веројатно има реално објаснување. Колдинг заврши втор во многу силната Б група против екипите на Кил. 3 европски титули од последните 5-6 години. Киелце, кој што лани беше дел од Final Four-от, Киелце кој што ги елиминира токму Металург лани во четвртфиналето во минатата пролет, па и Висла, која што е исто така многу засилен, многу добар квалитетен тим. И сега одеднаш ова е партија на Металург. Прекршок врз Карлсон и тоа за 7 метри. Само да нема нова суспензија. Проказ има нерасчистени сметки уште од Скопје. Тоа се провокации од данците. Станич одбрани. Има овде подместување од туркање, нема збор. Нема збор, се е чисто, барем што се однесува до одлуката, колку и да не ни одговора. Нема потреба од таа реакција на Рокас. Има пенал. Доста се нервозни данците, што е од наша гледна точка за разбирање, нели? Фрустрирани се затоа што не успеваат да надополнат ништо од разликата. И таа серија ја прекина сега Кристијан Ларсен, ама му се израдува на овој погодок Ларсен, и пак со една ситна провокација до клупата на Металург. Младо е момчето, не може да му се забележи. Ова е прв погодок во сезоната воопшто. Во Скопје не допатува, не играше, на што сега се повикува Арон Кристијансон. Но ние одиме да реализираме, иако ќе ни биде тешко во оваа ситуација. Луначер Варбара тайм-аут.
тоа дека него добиеме Лино Червар, само да констатираме уште наш дефинитивно двајца ракометари помалку и проблем е 70 на секунди, сигурно за нас. Gledaj blizu dođi. Samo sami sebe možete pobijediti sa vašim klebetanjem. Vi ste došli ovdje pobijediti, a ne pričati. Vi ste došli ovdje njih pobijediti, a ne pričati. To je vama zadatak. I klupa i svi. Nemaš ti šta ići kod njega. Ti ga pobjedi. Blokiraj svaki šut ovome Karlsonu. To ti je tvoj pobjeda. To je pobjeda. Znači, imamo... Малку тактика, ова беше повеќе мотивацијски говор. Што би се рекло, збор на место, секој. Во секој случај, Лино Червар чувствува, знае, човекот е премногу искусен, премногу акумулација на ракометно знаење и сака победа и треба да победи Металург затоа што според ова што досега го презентира дефинитивно е подобар тим во двомечот со Холдинг. Тоа е моментот кога на Ванчо Димовски потече крв од нос, кружниот напаѓач на Металург, мислам дека до овој момент доби најмногу ќотек од сите долу на теренот. Страда и Филип Миркуловски, меѓутоа овие лакти во лицето, соблекување, дрес, значи што се не издржа Ванчо Димовски во досегашниот тек од средбата. Димовски, сега Атман и старт, шут, треба гол! Прекрасно, со двајца ракометари помалку, Павел Атман успева да погоди и поведува Металург со 14-13. Рокас фаул во напад. Фаул во напад, овие подароци од чешките арбитри, данците не ги користат и мислам дека полека тука приказната треба да завршува. Двајца играчи повеќе, продолжи акцијата, тука се е во ред, фаул имаше, нема збор. И после никој не му е виновен на Рокас што направи прекршок во напад. Топка за Металург, дадовме гол со ракометар помалку, има уште 33 секунди до крајот на мечот. Величествено издание на Металург во Трефор арената во Холдинг. Едно од најдобрите што сме ги следеле од нашиот бице првак во овие години кога е дел од лигата на европските ракометни шампиони. Повторно Павел Атман. 2 гола со 4 ракометари против комплетен противник и сега ако има спортска логика, Холдинг треба да се распадне, само нам ни е потребен уште еден. Истече времето, нема време, не треба да важи овој погодок. Ако судиме по оној семафор што стои на екранот. Побунило се и гледачите. Првото полувреме дефинитивно заврши. Ренато Вугринец е тука да им помогне на ониот записничката маса. Јас сум убеден со оглед на тоа дека токму во тој дел се концентриравме. 14-15 или 13-15. Како и да е, Металург ходи со предност, со разлика на полувреме. Со скопските 6. Тоа се веќе минимум 7, може да се 8 разлика, но говорат за 9 позитива што треба Холдинг да брка со оглед на големиот број на погодоци во ова прво полувреме во Трефор арената. Погодокот не треба да важи. Многу се лути данците за тоа, мислам дека голот не важи. Еве потврда на она што го говориме од предмалку, во овој миг истекува времето. Ако има NBA камери, NBA правила, кошаркарски општо, нели? Овде не треба да има никаква дилема, гледале ли Хорачек и Новотни снимка или не. 13-15, тоа е најобјективното и сега повторно може да се вратиме на тој дел дека Металург игра незаборавна партија во Данска против тим кој во групната фаза беше одличен, беше страшен, беше втор во групата и тоа многу квалитетна, а сега против Металург нема никакво решение. 15-13 за Металург со 8 гола на Ренато Вугринец, 4 на Павел Атман. Дарко Станич има 5 одбрани, од кои 2 одбранети седмерци на спротивната страна. Рокас 2, Шнухел, Јоргенсен 2. Одиме на пауза и се враќаме на стартот од второто полувреме. Ракомет, увертирата е прекрасна. Првата четвртина од овој ракометен маратон на програмата на Алфа оди
според сите наши желби, онака како што очекувавме, Металург по 30 минути има предност над Колдинг од 2 гола. Имам уште некоја секунда 2 ракометари помалку, затоа што казната на Дејан Манасков одеше, влегуваше и во второто полувреме. Сигурно дека и таа казна, дали е само Вугринец, Миркуловски, не знам кој го доби тоа второ исклучување од 2 минути, му уште сигурно некој 15 на 20 секунди, плюс 2 за Металург, со оние 6 ако ги додадеме, вкупно 8 на Металург му недостасуваат уште 3 гола за да мора Колдинг да победи сега веќе тука да брка 9 гола во второто полувреме. Добра понуда од режисерот, 38-30 е моменталниот резултат. Ќе важи овој погодок на Торстен Лен и покрај прекршокот, повраќањето во игра на Дејан Манасков. Намалеме. Така е, Мијатовиќ го менува Станичко, имаше две прекрасни интервенции на стартот, фати две топки од 7 метри и тука е создадена предност, иако вкупниот број на интервенции на Станичи не е кој знае колку голем, не е кој знае колку изразен, само 5 до овој миг. Извонредно се одвиваше првото полувреме за нас, во ниту еден миг Колдинг не поведе 2 разлика, имаше 1 позитива, таму до 10-тата минута, во 12-тата ние веќе имавме 7-5, потоа 13-13 во финишот, кога ние имавме 20 играчи помалку. Сега извонредно Манасков. Дејан Манасков за негов втор погодок во овој дуел, толку има и Димовски, 8 има Вугринец, 4 Атман, но на спротивната страна повторно брзо примаме погодок и повторно предноста е стопена од 2-1 разлика, во овој случај Бос Пелерберг. Принудени се данците сега бргу да ги реализираат своите напади, затоа што веќе почнува лончето да гори, да се трча по вруќ песок. Обично кога се игра брзо и се греши, и нормално Металург со оваков бавен, мирен напад треба да го крши тој ритам на противникот со чести прекршоци кога во напад Колдинг да се прекинува таа нивна брза игра, така да тоа е начинот како да се успее во овој дуел. Имаше прекршок тука врз Павел Атман, удар од 9 метри, иако бевме многу близко да стигнеме и до четвртата загубена топка. 3 во првото полувреме, 4 има Колдинг во првите 30 минути од средбата. Павел Атман сезонава имаше многу проблеми, не му требаше долго да се адаптира на составот на Металург по доаѓањето минатото лето, но имаше повреда една, па продолжение практично истата, обновување Вугринец, но сега тренува на вистинската страна Каспер Хвид, негова трета интервенција од транзиција, нема да продолжи ова акција, да сепак интервенција Раде Мијатовиќ, оди наша контра, ќе подзапре сепак Вугринец, има чиста позиција во блокот, извонредно сега поставен Торстен Лен, но тука е Филип Миркуловски, нови 2 разлика за Металург, за Филип Миркуловски, прв погодок во денешниот надпревар, еден имаше и во првите 60 минути од дуелот меѓу Металург и Колдинг во Скопје. Само околу Павел Атман уште малку страшни перформанси, особено во последните 2 минути од првото полувреме, кога во 2 наврати постигнуваше погодоци за Металург, а тимот му беше со 2 играча помалку. Успева да погоди, како добро забележав, тоа е со број 7 Ласе Андерсон, во број 2 за него по асистенција на Алберт Рокас. 17-16 за 4 минути, постигнати се вкупно 7 гола на двете страни. 3-2 е во ова почетна фаза од второто полувреме за Колдинг, но најважното е што Металург стигнува до 17-тиот погодок. Тука има нешто сега да забележи Арон Кристијансон, исландскиот селектор, нешто не му е право, а чесите го казнуваат исландјанецот со жолт картон. Има кој да брка работата околу делењето на правдата и околу нивната
оценка на крајот од мечот, има делегат на ИХФ, има човек што е задолжен за судиите како супервизор, но реков нервозата си го прави своето. Миркуловски се лизна тука, загубена оваа топка, тргнува во контра холдинг Рокас против Раде Мијатовиќ, гол број 3 на Алберт Рокас за изравнување 17-17, но проблем за Металург е што веќе стигнуваме и до петата загубена топка. Филип Миркуловски сега во оваа ситуација погреши и му овозможуваме лесен гол на противникот, поточно тоа е гол на Рокас, купно трет во овој меч. Се враќа Станич на нашиот гол, толку беше од Мијатовиќ, барем за сега. Добра, велам, сосема солидна е партијата на Дарко Станич. Секој наш следен погодок ќе предпостави дека Холдинг за четвртфинале ќе треба да победи овде со 7 разлика. 35-та минута, ние не брзаме, мала исправка околу термините за четвртфинале. Тоа се 20-26, се надеваме дека таму имаме два тима. Овде Металург се бори за настап меѓу 8-те и сега пресечена контра од Дарко Станич. Се ни оди во овој надпревар во прилог, настрана што повторно се жали на повреда. Наш ракометар Филип Миркуловски се држи за лице. Може би некому ќе делува дека претерано нашите одлежаа на подлогата во Трефор арената, но од друга страна сите репетиции потврдија дека играат лакти, дека без милосни се ракометарите на Холдинг, делумно е тоа и заради таа позиција во која што се тие практично загубени во ова петта минута од второто полувреме во реванш средбата гости на финале. Ако некој понекогаш и се сомнева околу тоа дали има или нема повреда кај нашите ракометари, видливи се трагите, последиците од ударите на данците. Забележавте една мала исеченица на носот на Филип Миркуловски, отиде тој на клупа, Лука Циндрич го зазема неговото место. Павел Атман, брилијантни завршни 2-3 минути од мечот имаше и сега ова е прекршок за 2 минути. Но ќе се задоволат судиите само со предупредување. Беше тука туркање од Циндрич, по-нашки би се рекло, ова е ќотек за сите пари во досегашниот тек од средбата. Гледате колку е ова опасно од страна на Болцен, во воздух, во лед, да го турнете човек кој што практично при легнувањето, при атерирањето не може да се исконтролира и може да дојде до некоја посериозна повреда. Таким Болцен некогаш играше и во нападот во екипите во кои настапуваше, имаше за Фленсбург сезони во Лигата на шампионите со по 40 погодоци. Атман! Каков проектил! Комета вистинска, која што данците не ја видоа, пред се не ја забележа Каспер Хвид. И од овој миг официјално 7 голови предност ќе му треба на Холдинг да се најде во четвртфиналето, а како сега сгрешија Андерсон и пред се Јоргенсен, ние можеме да одиме на 2 разлика и полека, да го смируваме овој надпревар. Подсетуваме од финишот на првото полувреме сме без Гоце Георгиевски, кој е повреден. На неговата страна на десно крило е Златко Мојсовски, за сега се уште не добил топка да нападне Циндрич и Атман. Угринец се бара простор за шут. Атман се спушта таа топка тамо до Ванчо Димовски и ева шестата грешка, шестата загубена топка. Се прекомбинираа малку ракометарите на Металург. Тргнува Рокас и, односно не е Рокас, тоа туку Шнухел, да. Ја преврте оваа топка, што ви се рекло, гледате, преголема ротација и даде. И може би малку Дарко Станич да закачи оваа топка, ќе му впишеме оваа одбрана на нашиот голман. Да, еве 620, вкупно 6-та, со оние 2 одбранети удари од 7 метри и пак Ванчо Димовски бара тука да биде играта прекината. Проблем е лепакот од топката, ќе мора малку да се среди. Подот 23 минути и 30 секунди остануваат до крајот. Металург има 18-17, има напад кој нормално не треба да се брза. Смирено, полека да се организира акција, да се изгради позиција за шут и потоа Каспер Хвид да се принуди да ја вади топката од својата мрежа.
Манасков влегува како втор пикер. Оди Циндрич, феноменално! Какво е ова движење? Во послабата страна страшна финта и погодок на најновото засилување на Металург за Лигата на шампионите, затоа што по Циндрич во автокоманда пристигна и Борозан, но нема услови младиот шутер да му се приклучи на Металург за ова кампања. Втор погодок, прв на Циндрич во овој дуел, втор во надпреварите против Колдинг, нема решение по Спелерберг, уште помалку Андерсон затоа што е поставен на контрастраната. Спелерберг тргнува, нова грешка, но прекината е нашата контра. Имало прекршок од Велко Марковски. Уплав има во Спелерберг дефинитивно од Ацо Јоновски. Спелерберг додавање за Карлсон, Андерсон, Карлсон и уште една пресечена топка, уште една грешка. Извонредна, блескава е оваа партија на Металург и во одбраната. Јас би рекол и перфектна во нападот, затоа што не е мала работа да му дадете на Колдинг 23 гола во Скопје и покрај тоа што таа бројка е ниска, меѓутоа мора да кажеме дека тимот на Колдинг има најдобра одбрана во првата фаза од надпреварувањата во Лигата на шампионите. Например, играше против великани на европскиот ракомет како што се Кил, Kielce и Висла Плок, а богами и Порто екипа која што е во подем, но ние да се фокусираме на овој меч. Атман и го доведува сега веќе до лудило Каспер Хвит. Шести погодок на Атман. Металург има 20-17 на +3. Дали се ова 2 минути исклучување за Ларс Јоргенсен, затоа што повторно страда нашиот ракометар, рускиот репрезентативец. Еве го тој старт уште еднаш, ова е удар во стомак. Ајде да видиме од оваа ситуација ќе се види убаво. Го гради повеќе, меѓутоа ова е болно и ова е знак на немоќ. Кај данците 2 минути сигурно исклучување за Ларс Јоргенсен. Шести гол на Павел Атман и ова сега е неговата најдобра партија во сезоната. Според бројот на реализации стасува русинот до 40 во надпреварите од Шампионската лига, со тоа што пропушти неколку. На дел воопшто не беше во составот, на дел беше, но не доби можност, односно немаше услови да заигра. Павел Атман го оправда своето доаѓање од Динамо Минск во Скопје, во Металург на најдобар можен начин. Забележете го расположението во нашиот табор, на нашата клупа за прв пат во овој дуел. 3 разлика за Металург и сега треба да се размислува за триумф. Чинам дека четвртфиналето ни е веќе в джеп. Ова се премногу 10 разлика, а станува збор пред се за разлика во квалитет меѓу двата тима. Удар на Рокас, блокиран, во овој случај многу лесно. И тоа од Аце Јоновски отиде оваа топка надвор од теренот. Спелерберг, Андерсон, па Рокас, нема проигрување за вториот пикер, за Шнухел. Спелерберг се бутна таму кај што е најгусто, кај што најтешко се шутира. Неверојатно како одигра 2 бледи партии во Спелерберг, но сигурно дека и тоа е последица на добрата анализа и ова треба да е топка за Металург. Да, што велат судиите со мало задоцнување. Станич има интервенција број 7. Престап таму од во Спелерберг. Еве го тој шут, одлична реакција на Станич и ова мора да биде топка за Металург дефинитивно. И е факт. Интересно е што во Спелерберг го прифати објаснувањето од Филимир Куловски дека Шнухел направил престап, што е малку важно. 20-17. Лебедова песна на Металург, феноменална партија, страшен надпревар. И лани Металург мина, но против помалку атрактивен противник, против Динамо Минск во оваа фаза. Сега оди Манасков, нема 4 разлика, има четврта интервенција на Каспер Хвит, петта, а тоа е веќе повеќе од скопскиот настав на Каспер Хвит, но факт е дека голманот кој ги одбележа 90-тите, почетокот на овој
бек, долга е неговата кариера, преку 20 години, како еден од најдобрите голмани на светот, не може да му помогне на неговиот тим и ова се сега изнудерени решенија на Арон Кристијансон го повика во мечот. Ласе Босен го забележувате, не беше воопшто во дуелот во Скопје, ниту броен меѓу 16-те кои беа пријавени, но Арон Кристијансон треба и да биде разбран во оваа ситуација. Исландскиот селектор дојде да му помогне на Колдинг да обезбеди четврт финале со оглед на позицијата што имаше во бек групата, второ место за Фил. Веројатно во Данска размислува и за настап во Final Four на завршниот турнир, но данците очигледно по Алборг кој е елиминиран од Барселона вчера и дефинитивно во реваншот, но принос на Кире Лазаров и на Барса во овој случај од 11 разлика. Kao što se sada malo dubinu dobiti dvica i petica, malo stisnite više da četvorka i trojka imaju osiguranje iza sebe. Znači, oni moraju šutirati, oni će prije vremena šutati. Ideme na pobjeda, dečki! Pobjeda! Se glede, on će tako da šute! Upati! Ajmo! 3-4! Metalurg! Нема тука ништо нескромно, победа сака во Металург и тоа е веројатно многу природно. Тоа е таа голема доза на самодоверба што ја најави Лино Червар пред заминувањето за Данска. Резултатот уште повеќе ја зголемува Доснеше Миркуловски во затворањето, ќе добие 2 минути и ќе има гол најверојатно од Спелерберг, токму така, но и Металург ќе игра со ракометар помалку во продолжението од мечот во следните 2 минути, затоа што доцнеше при овој старт. За Колдинг имаше играч па и 2 повеќе, тоа не беше хендикеп за нас, сега чудно се одвиваше оваа акција, прекршок го направен секунда и пол пред да биде постигнат погодокот, но добро, тоа е право веќе на судиите. Вацлав Корачек и Јиржи Новотниот Чешка од нивната арбитража не е дека не сме задоволни, особено не при ваков резултат, иако во првото полувреме има неколку несмасни интервенции, ние ќе речеме несмасни. Ова е лошо додавање од Манасков за Ванчо Димовски, има овде чекори од Рокаса кој веќе не му е свирен прекршок, дозволено да се игра. 20-18, Бос Пелерберг одново оди. Добар е овој лоб на Бос Пелерберг, негов четврти погодок, 53-ти во сезоната. Ново Скопје имаше веројатно најлошата партија во оваа сезона со само една реализација. 3 гола на Спелерберг во второто полувреме, стигна до бројката 4. Ја користат оваа ситуација домакините, постигна гол со еднаков број на играчи, потоа беше исклучен на Миркуловски. Права 2-0 Злате Мојсовски, прекрасно! Брилијантен е овој потек на Златко Мојсовски, негов прв погодок, пак постигнуваме гол со ракометар, помалку и со 2 дадовме голови. Павел Латман на 2 пати беше прекрузен, оди Металург на плюс 2, а Колдинг уште 30 на секунди ќе има играч повеќе на теренот. Каква самодоверба кај Злате Мојсовски? Феноменално. Претходно, веројатно никој од противниците не очекуваше дека оттаму ќе тргне нашиот напад. Ласе Андерсон не е ова превисоко, не Рокас успеа да ја прифати оваа топка и сега чиста ситуација за Торстен Лен, но и данците ни помагаат, и данците не испраќаат во четврт финале. И сега уште во ова рана попладневна неделна фаза, во ова ракометно попладнена алфа, сме презадоволни. Еуфорија не запаќа сите, а може овој ден да биде и уште подобар. Само уште Вардар да приреди големо изненадување кај Хамбург во надпреварот од 18 часот и 45 минути, што ќе го следиме исто така на оваа фреквенција. Вардар има 28-28, ќе му треба триумф или можеби реми, но со многу мал број на погодоци. Лука Циндрич, лоше овој удар. Се отвори простор за шут, тргна Циндрич да завршува, меѓутоа лошо го направи тоа. Сега прекрасен Дарко Станич и топка за Металург. 8 интервенција на Станич по шут на Ласе Андерсон. Полека стигнуваме до завршните 15 минути од овој надпревар.
Еве го шутот на Ласе Андерсон, прекрасна голманска фудбалска парада на Дарко Станич. 8 одбрани за него, се фрли на оваа топка чуварот на мрежата на Металург. Леговме во 15-та минута, нашиот состав има +2 и натаму е Ренато Вугринец, прв стрелец со 8 гола, 6 има Павел Атман, а 2 пати во листата на стрелците се запишаа Манасков и Ојле, односно Ванчо Димовски, но уште еден шут кој што завршува крај голот на Каспер Фрит и натаму е 21-19 за нашиот тим. Вугринец нема реализација во вториот дел, но сега има расположени соиграчи. Оди Торстен Лен и замислете што се промашува. Арон Кристијансон во немоќ, депримиран и Торстен Лен оваа топка сосема добро, коректно ја испрати до него. Бос Пелерберг остави Вугринец пикерот да бие, а овој прави катастрофална грешка што нам ни оди во прилог. За да го завршуваме овој надпревар, лесно, убаво, лагодно, без многу драматика. Лука Циндрич, Вугринец, има простор, бие, еве го првиот погодок во вториот дел, 9-ти во мечот, 22 во одмерувањата со Колдинг, далеку напред е сега македонскиот репрезентативец на листата стрелци во Лигата на шампионите. Пресметуваме 84-ти во оваа сезона. Лани Линдберг беше најдобар стрелец со 101 погодок. Линдберг, кого што ќе го видиме подоцна во мечот на Хамбург, и Вардар најавува кандидатура за најдобрата, за топ позицијата, за врвот на листата стрелци Ренато Вугринец со овие 9 голови. Колку е жестока конкуренцијата во оваа топ 16 фаза, доволно говори и податокот дека само Барселона има 2 победи во досегашниот тек од надпреварувањето, говорам за осмина финалето. Може тоа да му се случи сега само уште на Металург и евентуално утре на Кил во дуелот со Запорожје. Нема гол и сега контра Манасков, еве го неговиот погодок, број 3 на денешниот надпревар. 23-19 плюс 4, Металург стигнува до највисокото водство во досегашниот тек од мечот и мислам дека сега веќе полека треба да се прават плановите за четвртфинале, а тамо да кажеме дека потенцијални противници во моментов се Барселона. Веспрем во моментов е сигурен. Ке видиме што ќе се случи на мечот меѓу Вардар и Хамбург. Само ни да го забележиме голот на Сирил Виуде, 20 за тимот на Колдинг, и ќе остане да го сочекаме епилогот од утрешниот надпревар меѓу Кил и Мотор Запорожје. Тоа се првите 4 имаат повластен статус. Сега тука е приказната дека на Металург може да му се падне и Барселона како противник за влез на Final Four во Келн. Веројатно тоа е најнепосакување покрај Хамбург. Не дека Веспрем и Кил и Веспрем и Кил се послаби. Од оние што мина во четвртфиналето, значи треба да го споменеме само уште Фленсбург, кој ја надокнади негативата вчера против Целје. Лука Циндрич влегува во ритам. Лука Циндрич, втор погодок, ние ги одржуваме тие 4 разлика. Велам Фленсбург, Барселона и Веспрем се веќе во четвртфиналето, секако и Металург. Нема овде веќе простор за никакво спортско чудо. Ласе Босен, незагреан, тешко оди, ние одиме во контра, избрзаме во секој случај. Ојлевски не стаса таму да скокне на време. Рокас го казнува сето тоа со погодок број 4. Влегоме пред малку во калкулација околу тоа што би го очекувало Металург во четвртфиналето. Многу објективно е да добие подобро пласиран противник за надпреварите од таа фаза, затоа што веќе и мина практично сите 3 екипи што до овој момент мина се од првата и од втората позиција. Говориме за Барселона, Веспрем и за Фленсбург, а тоа пак говори дека во великденскиот викенд Металург игра дома. Збогатено ќе биде тоа празнување овде, а потоа на
26-ти, 27-ти ќе гостува. Рокас уште еден погодот, сега од украдена топка, од грешка на Миркуловски. Петти гол на Рокас, далеку не ефикасен во домашниот табор. Простор сега за опуштање факт нема. Треба онака по-германски што би се рекло, да се дотолчи противникот, да се оди на уште една победа, да се заокружи овој голем успех. Има уште 11 минути и 10 на секунди до крајот на мечот. Не треба да му се даде ни ронка шанса, да се има надеж Колдинг дека може нешто да стори, колку и да е сето тоа во доменот на теоријата. Ова е гол на Павел Атман и за него една брилијантна партија. Оди нашиот состав повторно на плюс 3, има 2 минути казна тамо за Борис Шнухел. Реков, нема опуштање, нема потреба од некои екзибиции, од непотребно губење на топки. Треба да се игра победа, да се дотолчи противникот и натаму има висок процент на реализација. Павел Атман само едно промашување и тој шут заврши во директот, ако добро се сеќавам. Да се влезе во голем стил во четврт финалето, а по некои калкулации доколку Вардар успее да го елиминира Хамбург. Ова е интервенција број 9 на Дарко Станич. Тогаш би требало Вардар да го земе местото на Хамбург во таа листа на носители, па во крајна линија зошто да немаме македонско четврт финале, да биде круна на една неверојатна, фантастична сезона во историјата на македонскиот ракомет. Четврт финале македонско ќе значи и наш тим на Final Four. Се радуваме со Металург. Добро започна ова наша програма ракометна. Се надеваме дека денот ќе донесе уште поголемо изненадување. Овде со нога игра Ларс Јоргенсен, ќе оди уште еднаш надвор од теренот, но сега веќе нема такви реакции ниту кај данските ракометари. Едноставно возот мина крај нив. Тие нема да го видат четврт финалето, што ќе беше убедливо најголем успех за тимот на Колдинг во нивната историја. Што се однесува до Металург, тоа ќе биде повторување на минато сезонскиот настап и резултат. Вугринец има овде прекршок сигурно. Судиите се решаваат само да досудат топка за нас по играта во блокот на некој од домашните ракометари. Топка за Оилевски, Атман, чиста ситуација, нема да ја користи Златко Мојсовски. Имаме двајца играчи повеќе, еве чиста ситуација, Оилевски! И тоа е во листата стрелци во овој надпревар. Еден погодок во Скопје, еден сега, нови 4 разлика за Металург. Велам колку не зафаќа еуфорија со Металург, толку од друга страна се надеваме дека и Вардар ќе собере сила, дека ќе демонстрира незапамтена партија против Металург и дека ќе приреди огромно изненадување. Нова 10-та интервенција на Станич. Ај што возот мина покрај тимот на Колдинг по резултатот и протатне и буквално го демолираше противникот. Уште 55 секунди со играч помалку ќе бидат данците. Времето одмина, остануваат уште 8 минути и 40 на секунди. Напаѓа Металург за највисоки плюс 7. Ако нешто има за утеха, и еве ги тие со овој 10-ти погодок на Ренато Вугринец, 27-22. Мислам дека ова далеку над просекот по број на примени голови за Колдинг во досегашниот тек од сезоната, негде беше околу 24 кома нешто, затоа што 240 гола постигна на 10 надпревари, точно 24. Запирка 5, ако сакаме да и да ги почестиме малку. Да. Тайм-аут бара Арон Кристијансон, сега веќе ова фаќање за сламка, како да се спаси, што може да се спаси, а тоа е да не се загуби. Се води дека по Барселона Металург ќе биде вториот тим што во осмина финалето ќе забележи 2 победи, така беше и минатата година против Динамо Минск. Металург во голем стил повторно влегува меѓу 8-те најдобри на стариот континент и по сето она што е прикажано од македонските клубови во досегашниот тек од сезоната, и оние страшни партии над Барселона, Парис Сен-Жермен, Вардар против Хамбург во Скопје, ова демолирање, декласирање на Колдинг. Hoćemo pobjedu, jer su nas ponizili, hoćemo pobjedu! Vrkave 6 razlika! 3-4!
остануваме во чудо зошто Металург брка 6 разлика. Да биде исто како и во Скопје, реванш си е реванш, нели? Да биде и на едниот и на другиот надпревар исто. Ова беше добра опаска на Лино Червар, стварно. Очигледно што се не доживеал Металург во Данска во овие денови, па и оние први 30 минути од мечот се издржа, се мина, одиме на плюс 5, брани Металург, еве го во игра тука и Никола Марковски. И сега и ги срака. И среќата, и храбрите, одважните. Ова е обит шут на Симон Јенсен. Мислам дека веќе белото знаме е кренато, боксерски пешкирот е фрлен во рингот, само што овде мора да се играат и овие 7,5 минути, нема прекинување, нема откажување, мора да се одиграат сите 60 минути. А мислам дека Арон Кристијансон во оваа ситуација многу лесно и без размислување би ја прекинал борбата. Да, мирен е веќе исландјанецот. Интересно беше првото полувреме, многу нервоза кај данците, Лука Циндрич прекршок врз него за 9 метри. Начин пристап на игра многу сличен на оној што го имаше Металург. Таков денеска се обиде да спроведе Арон Кристијансен, многу прекршоци, многу жестина, пред хвид, оди со удар во гринец, топка во блокот и во продолжение акција повторно за нас, но не се создава тактика, концепт одеднаш, само да одбележиме нова интервенција седма веќе за хвид, оди нив на контра. Ова е основното лево крило на данците. Станува збор за Хунструп, кој во Скопје одигра поголем дел од времето, не постигна ниту еден погодок, а до овој момент секако нема ни овде. Велам, може Кристијансон да посака тимот да му игра како Металург, но во прашање се и срце, и желба, и мотиви, и храброст, и човечка, ракометна, спортска големина, која што е така концентрирана во составот од автокоманда, што е тоа вистинско чудо. Овде има прекршок врз Виуде од Златко Мојсовски и за 7 метри за исклучување, но сето ова е сега веќе помалку важно. Добра партија на Златко Мојсовски, може да се радува Кристијан Ларсен на неговиот втор погодок, двата се од 7 метри, не играше во овој дуел, само изведуваше седмерци, но сето ова е сега тотално небитно, ние сме радосни до небо. Само тој ќе го памети овој меч поубаво, затоа што ги постигна првите 2 гола во Лигата на шампионите во дресот на Колдинг, но и ќе остане нормално горчина за него, за нас. Ова е огромна радост за комплетната македонска јавност. 9-та загубена топка за Металург и ова е погодок на Хунструп, прв за него. 24-27, Металург има ракометар помалку, рековме, по исклучување на Златко Мојсовски и тука едва се снајде со оваа топка, меѓутоа добро на крајот изреагира Хунструп, гледате опис му се подзалепи за телото, за дресото, но сепак на крајот успеа да погоди. 2 едно по друго гола на данците, ако беше императивот, амбицијата на Металург да стигне до плюс 6, сега сепак таа предност стигна до 3, преполовена од на нивна желба, но се е веќе јасно, Македонија повторно, 2 години едно по друго има свој представник во четвртфиналето, сега Павел Атман, нова бомба, 8 гол за него, по 4 во секое полувреме, 24-28, ако е некаква утеха, ако може тоа да биде за Арон Кристијансон, 2 поразова, трет едно по друго најверојатно ќе биде за неговиот тим, 2 од Металург и 1 од Алборг, но ова е меч во кој што неговите ракометари постигнуваат најголем број на голови и сега ова е бомба на Спелеберг, прати на спротивната страна и тој стигна до петиот погодок од Металург, пораз 23-17, 16 гола, ако добро се сеќавам, постигна Колдинг во средата во четвртокот на мечот против Алборг и еве сега доаѓа до 25, меѓутоа трет едно по друго пораз на нашиот, односно противникот на Металург.
Ние полека можеме да говориме за победа на Металург. Има овде да се одиграат уште 3,5 минути. 3 разлика се сепак сосема добра актива за составот на Лино Червар. Има ли овде услови? Тешко оди овој напад, но само до моментот кога Вугринец ќе го пронајде Атмана, овој ќе стаса до 9-тиот погодок и сега веќе со многу поголема веројатност говориме за триумф на Металург. 29 голови, ова е повторување на најдобриот нападачки ефект на Металург во тековната сезона, затоа што 29 голови Металург постигна само уште кај Парис Сен-Жермен во оној пораз во групната фаза од 32-29. Металург не е екипа што е позната по многу реализации, по надпревари со многу голови. Жива топка фаќа одново Дарко Станич на шут на Ласе Босен. Каква партија на Станич. Го очекуваме 30-тиот погодок на Металург и сега се враќаме на почетокот на воведниот дел од овој надпревар. Македонија низ своите насапи на клубски план 17% реализација има Холдинг во овој меч, скоро двојно повеќе Металург. Македонија, велам, низ годините наназад, особено во самостојноста, не се одликувала со екипи кои знаеле да демонстрираат најдобро од тоа што го знаат во клучните надпревари. Секогаш тоа била некаква привилегија на некои други, на екипи од некои северни нации, но сега се покажува дека Металург може да биде најдобар кога тоа е и најпотребно. Нова интервенција на Станич, прекршок на спротивната страна, нема погодок од Ојлевски, влегуваме во 59-та минута, ќе напаѓа Металург и во продолжение и тоа за 5 разлика. Нескриено е нашето одушевување од ова што го чинат денеска сите, ама буквално сите во составот на Лино Червар. Да, има неколкумина кои предничат, пред се Вугринец и Атман во нападот, Станич секако во одбраната. Уште еден податок вреден за споменување. Нашиот тим има постигнато повеќе голови со ракометар помалку отколку кога имал ситуација со ракометар повеќе. Цепелин за крај. Цепелин за крај. Лука Циндрич, гол број 3, сите во второто полувреме. 25-30. Еве оваа велемајсторска акција. Ренато Вугринец го нема неговиот партнер за Цепелин и Гоце Георгиевски, но тука е Ренато, односно Циндрич, Лука Циндрич, гол број 3 за него. Оди Металург на +5. Одамна е јасно, но сега веќе полека треба да се официализира пласманот на нашиот тим во четвртфиналето. Говориме дека за отприлика 15 на минути и 20 ќе треба да стартува и нашиот директен пренос од Хамбург, овде ќе има удар од 9 метри. Ако сме во можност и ако добиеме слика од Холдинг, ќе се обидеме и да ја проследиме пресконференцијата што стандардно се одржува по надпреварот, затоа што овој меч е меч на неделата и по сите стандарди на ЕХФ бродкастерот е обврзан да ја емитува во директен пренос на сателит. Ова беше сега доста крвнички, меѓутоа добро, не се ни обиде да брани Станич. Стефан Хунструп постигнува гол 26 за ова е крај на надпреварот. Металург триумфира 30-26, голема победа. Данците уште еднаш со наведната глава го напуштаат теренот, како и пред една недела во Скопје. Македонија во својата историска сезона со двајца представници го добива првиот четвртфиналист. Металург го повторува оној успех од минатата година, кога исто така со 2 победи успеа да стигне до четвртфиналето. Сега во дуел против Холдинг и колку има тежина овој втор триумф на нашиот тим, ќе потсетам уште еднаш, пред се поради фактот дека само Барселона и Металург имаат 2 победи во двете соочувања со своите противници. Малку по малку, чекор по чекор, Македонија се движи кон европскиот клубски ракометен Олимп и заслужува Металург, заслужува нашава земја да биде дел од тоа најелитно друштво, тој 8-кратен состав. Во конкретниот случај преку Металург кој остварува 2 победи против Холдинг, но ние се надеваме дека нашата земја ќе биде уште поприсутна, затоа што и Вардар има шанси, затоа што и црвено-црните
се пред партија на својот живот кај Хамбург од 18:45 во дуелот во кој влегуваат со нерешено. Металург блесна повторно и можеби оваа статистика најдобро покажува. Вугринец 10, Атман 9 голови. Треба само ние на ова да додадеме дека Атман има 90% шут, а и Вугринец е со изразито висок процент на реализација, дека го имаме и расположениот Станич и дека нашиот бедем во одбраната одново беше непробоен, вистински кинески ѕид, составен и предводен таму од Велко Марковски и од Ацо Јоновски. Еве ги завршените средби, еве ги патниците досегашни во четвртфиналето. Во едно неверојатно друштво е Металург. Фленсбург од овој дел на ждрепката, таму се и Барселона, тука се и тимот на Веспрем кој што успеа да елиминира Висла Плок. Ова ќе бидат најинтересните моменти од мечот. Само уште еднаш на дополнување на оние статистички податоци. 10 Вугринец, 9 Павел Атман, 3 имаат Дејан Манасков и Лука Циндрич, 2 гола на Ванчо Димовски по 1, Гоце Ојлевски, Филип Миркуловски, Злате Мојсовски и по купно 13 одбрани на нашите голмани. 12 Дарко Станич и 1 Раде Мијатовиќ. Звонреден ден за македонскиот ракомет. Се беше на овој меч во корист на Металург. Уште една брилијантна партија на нашиот вице-првак. И ова се надеваме само вовет во една историска ракометна вечер за нас, затоа што за некои 15 на минути ќе одиме во Хамбург. Веруваме, очекуваме, се надеваме дека и Вардар има сила за сензација, иако ослабен, да го совлада големиот противник и да имаме два наши тима меѓу 8-те најдобри на стариот континент, кај данците. 5 гола на Поспелеберг, Алберт Рокас постигна исто така 5 погодоци, Торстен Лен има 3 и Каспер Хвит стигна до 7 одбрани. Данците не ја споделуваат нашата еуфорија сигурно. Трефор арената брзо се испразни. Логично нивниот представник е елиминиран, испадна Јалборг предходно, но затоа Македонија е во еден прекрасен тим кој продолжува натаму, откако во двомечот направи осетна изразита разлика против Колдинг. Металург 53 голови вкупно, Колдинг 43. Веројатно и не треба да не зафаќа до тој степен еуфорија, затоа што Македонија сепак е земја која што е важна, влијателна во ракометниот свет. Македонија има големи звезди, Македонија има многу учества сега веќе во надпреварите, оние најголемите на европските и на светските првенства и во машка и во женска конкуренција, и по тој след на настаните веројатно и овој нов настап на Металург во четвртфиналето е нешто што и не треба да не шокира, не треба да не вади до тој степен од колосек. Добро, во оваа ситуација дански беше противникот, а јасно е што значи оваа земја пред се за репрезентативниот ракомет. Ништо, ние презадоволни излегуваме од овој пренос во надеж дека Металург ќе најде друштво од соседството, од истиот град во четвртфиналето во следната фаза од Лигата на ракометните шампиони. Повторно напомена, ако добиеме слика, може и ќе се вклучиме во пресконференцијата, ќе видиме обврската е тука на бродкастерот, но ќе видиме, но одиме на пауза и потоа или одиме со пресконференција или се селиме во Хамбург. Во секој случај од 18 часот и 45 минути не очекува нов пренос во денешната програма. Ново реванш осмина финале од Лигата на шампионите. Хамбург, Вардар, откако предходно Металург на сите искрени навивачи во оваа земја на најдобар можен начин им го разубави ова неделно попладне со нов триумф против данскиот представник, со втора победа и со на крајот излезе лесен и повеќе од заслужен пласман во четвртфиналето.